Благодарам, Драгана. Почитуван државен ревизор, почитувани колеги и пратеници, почитувана председателка на Клубот за младински прашања, најнапред би сакала да изразам огромна благодарност за организација на оваа јавна расправа и за можноста денес да разговараме за една тема која се повеќе го обликува начинот на кој функционираат институциите, односно можноста за употребата на вештачката интелигенција во јавниот сектор, разгледана преку наводите во извештајот на Државниот завод за ревизија. Вештачката интелигенција не е повеќе прашање на иднината, туку реалност која веќе се применува во многу држави за подобрување на јавните услуги, за побрза обработка на податоци, за намалување на административните процедури и при тоа и поголема транспарентност. Тоа се алатки кои доколку правилно ги применуваме, можат значително да зголемат ефикасноста на институциите и да го олеснат секојдневието на граѓаните. Ценам дека извештаите и анализите од типот како што и денешната расправа се доста значајни, затоа што ни даваат една реална слика каде се наоѓаме, кои се предизвиците со кои се соочуваме и кои чекори треба да бидат превземени во иднина. Само со внимателно планирање, со вклучување на стручната експертска јавност и со добра координација меѓу институциите можеме да обезбедиме современ и ефикасен јавен сектор. Вештачката интелигенција во денешно време е глобален приоритет. Таа го менува начинот на кој функционираат економиите, здравството, образованието, администрацијата. Но во Република Македонија и покрај бројните иницијативи немаме сеопфатна рамка и институционална координација за практична примена на вештачката интелигенција. Гледајќи го извештајот на Државниот завод за ревизија, интересен, а истовремено и загрижувачки, ми се виде податокот дека преку Фондот за иновации и технолошкиот развој во минатото, односно во изминатиот период во владењето на претходната влада, биле потрошени над 6 милиони евра, со кои биле кофинансирани 48 проекти со елементи на вештачка интелигенција, меѓутоа, за жал, немало кој да ги вметне во системот и да ги претвори во реални решенија за граѓаните. Во овој момент во државата немаме можност за масовна примена на вештачката интелигенција во јавниот сектор, постојат проекти и иницијативи, меѓутоа можеме да заклучиме дека поголема примена наоѓа во приватниот сектор. Се согласувам со наводите кои беа истакнати од страна на министерот за дигитална трансформација, дека во изминатиот период се преземени доста значајни чекори, меѓутоа се уште не сме стасани до ниво кое ќе бара утврдување на сложена и строга рамка. Ценам дека многу внимателно треба да пристапиме кон регулирање на ова прашање. И исто така би сакала да го поздравам и пристапот на Министерството за дигитална трансформација, кој го гради преку националната ИКТ стратегија, кој според мене е сосема оправден и правилен, бидејќи во националната ИКТ стратегија за прв пат вештачката интелигенција е поставена како столб, со цел да се дефинираат јасни приоритети, кои системски проекти се потребни, кои се слабостите со кои се соочуваме, какви капацитети треба да изградиме во однос на подобрување на инфраструктурата. Паралелно со ова, особено значајни се и обуките. Мислам дека истакна некој од претходните говорници дека се одржани околу 36 обуки за вештачка интелигенција кои се реализираат преку Европскиот дигитален иновацијски хаб, бидејќи технологијата не можеме да ја воведеме само со опрема и софтвер, затоа ни е потребно и знаење. Јавната администрација мора да разбере и да знае како да ја користи вештачката интелигенција, а при тоа да биде одговорно, ефикасно и транспарентно. Вештачката интелигенција е можност, но и процес, не се воведува преку ноќ и нема начин да се регулира однапред без да имаме реална примена. Наша задача е најпрво системски да ја воведеме онаму каде што носи вредност, да се подобри и да се изгради потребната инфраструктура, да вложуваме во потребното знаење, а потоа врз основа на реалните податоци да создадеме и креираме и соодветна рамка и регулатива. Само со ваков пристап можеме да обезбедиме технологијата да работи исклучиво и само во интерес на граѓаните. Ви благодарам за можноста да се обратам.